Роботот не оперира, повторно оперира хирург, оперира човек, значи тој е тој кој што го води роботот во текот на целата операција. Она што роботот нас ни го овозможува, тоа е поголема прецизност, поголема слобода во манипулацијата интраоперативно, затоа што со досегашните техники како отворена хирургија, како лапароскопија, во одреден сегмент сме ограничени на некој начин. Лапаротомијата, значи отворената хирургија, нема толку добро видно поле како роботската хирургија. Лапароскопијата е повторно со оптика, која што дава зголемување, меѓутоа не ни дозволува одредени покрети кои што човечката рака ги прави. Роботиката е комбинација на сето ова, значи имаме 3D визија, зголемување до 10 пати и слобода во ракувањето и во оперирањето на било кој дел од оперативното поле, кај што дури изгледа невозможно. Тоа е навистина многу елегантно, фино, изгледа како играчка, меѓутоа не е баш така. Тоа е екстремно, прво да кажам, скапа играчка за возрастни, меѓутоа морате да бидете свесни дека таа играчка, ако не ја контролирате, ако не ја раководите како што треба, може да ви направи огромен проблем.